Инфлацијата расне и се повеќе граѓани прават компромис со исхраната. Ова значи дека се мисли што ќе се купи, но и што ќе се готви кога во прашање се цените, но и квалитетот на храната. Да, и квалитетот и квантитетот. Количините се намалуваат, цените одат до небото, можноста куповна се намалува на обичниот народ. Билјана Дуковска од Македонска платформа за сиромаштија потврдува дека калкулациите со квалитетот и квантитетот на исхраната веќе се присутни на големо и тоа во се поголем број на семејства. Веќе се прават пресметки за што се има пари, а за што не, и се прават компромиси поврзани со квалитетот на исхраната и домувањето. Очекувано е дека дел од граѓаните кои во изминатиот период беа во ризик од сиромаштија ќе паднат под прагот и очекувано е да се зголеми бројот на сиромашни. Граѓаните кои сега живеат под таа линија ќе се најдат во уште понеповолна ситуација без минимум услови за достоинствен живот. Изјави Дуковска, на што најмногу граѓаните штедат во вакви големи кризни моменти. Па сигурно скратува на се. Затоа ако е 36.000 кошничката, а ти зимаш 30.000, значи кратиш, треба да кратиш. Па колку се може, какво е? Нашето воспитање е, ние сме постари свет, биле сме така воспитувани да нозите према чергата. Меѓутоа и тоа сега е упрашање дали може да се постигне. Иако сега е лошо, реално според граѓаните е дека ќе биде уште полошо, а главна причина за тоа се високите цени на енергенсите и војната во Украина. Поради ова, од Светската банка потврдуваат. Трошоците и натаму ќе растат, а најзасегнати ќе бидат ранливите групи. Дури 65% од граѓаните во Македонија ќе водат строга сметка каде и како ќе ги трошат парите, но тие најмногу ќе одат за храна. Од друга страна, Државниот завод за статистика објави дека просечната исплатена нето плата во јануари годинава била 29.980 денари, но растот на трошоците за живот е 6,7%. Инфлација има и во регионот и во еврозоната, а раката на инфлацијата е подолга отколку платата. Во маркетите низ Европа има зголемување на цената на месото, освен пилешкото и јунешкото, таму за разлика од кај нас зголемено е и свинското. Така во Италија килограм свински шницли чинат 19 евра, кременадли 17, а сечкано месо за гулаш 13 евра. Слична е ситуацијата и во Германија, каде што килограм свински бут чини 12 евра, поради што германците почнаа да купуваат месо на парчиња и грамови. Во Шпанија јунешкото е 15 евра за килограм, додека од пилешко најефтини се крилцата кои чинат 7 евра.